Почитуван председателе, господине Стево Пендаровски, почитувани членови на владата, почитувани представници, вонредни и ополномоштени амбасадори во нашата земја, почитувани колеги, дами и господа. Најнапред, дозволете ми, во свое лично име и во име на сите вработени во Агенцијата за национална безбедност, да ви посакам срдечно добре дојде на одбележувањето на 1 септември, денот на Агенцијата за национална безбедност. Денес, со задоволство можам да истакнам дека Агенцијата, согласно целта за која е основана, веќе 2 години успешно ги штити националната безбедност, независноста, суверенитетот, уставното уредување и основните права и слободи на човекот и граѓанинот, гарантирани со Уставот. Свесни за нашата улога во безбедносно-разузнавачката заедница, продолжуваме посветено да работиме на реформските процеси, согласно највисоките НАТО стандарди, со цел наше натамошно усовршување и овозможување на брз и ефикасен одговор на ризиците и заканите по безбедноста на државата и на граѓаните. Сето ова, во услови на пандемија со COVID-19, беше и се уште останува вистински предизвик, не само заради потребата за заштита на здравјето на вработените, туку и за навремено превенирање и попречување на сите безбедносни закани и ризици кои во новата реалност добија нови форми и димензии. Во вакви отежнати услови, Агенцијата продолжи да ги зајакнува своите капацитети, градејќи се како модерна, професионална, независна и отчетна институција која постапува согласно законската регулатива, високите етички и професионални стандарди. Во таа смисла, во текот на изминатата година работевме на доусогласување и доусвојување на неопходните подзаконски и интерни акти, кадровско доекипирање и стручно усовршување на постојниот и новиот кадар, склучување на меморандуми за соработка со органи на државната власт и домашни универзитети и учествувавме во работењето на владини тела и работни групи надлежни за прашања од националната безбедност. Денешниот празник е можност да искажеме благодарност на владата, која и покрај исклучителните тешкоти со кои се соочува во периодот кога треба да се надминат последиците од пандемијата, изнајде можност и со ребаланс на буџетот одреди финансиски средства со што ќе се возможи конечен трансфер во новите простории како дел од реформскиот процес. На планот на кадровската обнова, со задоволство и со гордост би сакал да истакнам дека првата група од 10 најдобри студенти на нашите универзитети, првенци на генерација, веќе започна со работа во Агенцијата. Воедно, големо е задоволството и поради можноста по повод празникот да ги промовираме и новите службени легитимации за припадниците на Агенцијата. Во изминатиот едногодишен период, Агенцијата продолжи да ја јакне и продлабочува соработката со странски партнерски безбедносни разузнавачки служби пред се од земјите членки на НАТО и Европската Унија, како респектибилен партнер и значаен чинител за регионална и поширока глобална безбедност. Малку сум ги помешал овие. Во вакви отежнати услови, Агенцијата продолжи да ги зајакнува своите капацитети, градејќи се како модерна, професионална, независна и отчетна институција. Сметаме дека во изминатиот период успеавме да израснеме како кредибилен партнер и во рамки на меѓународната билатерална и мултилатерална соработка, посебно во форумите и телата на НАТО алијансата во која сме член од март минатата година. На крајот дозволете ми уште еднаш на сите вас да ви се заблагодарам што во услови на пандемија не почестивте со вашето ценето присуство, а на моите колеги од Агенцијата за национална безбедност да им го честитам денот на нашата агенција. Ви благодарам.